Здраво! Браво! Вечерва ја имаме честа и задоволството понепосредно да се запознаеме со Зоран Пеневски. Неуморен книжевен работник, автор, преведувач, уредник, приредувач, сценарист и голем влюбеник во и почитувач на животните. Токму таа е причината и поводот за нашиот разговор со него. Книгата Будимир и ретките животни, оригинално издадена во 2013 година на српски јазик, а која сега во издание на Либи, дел од Арс Ламина публикации, ја имаме и на македонски јазик. Вака сега. Значи, Зоран Пеневски живее и работи во Белград, српски автор со македонско потекло, уредник на изданија за деца во етаблираната српска издавачка куќа Лагуна и меѓу другото ги има уредувано српските изданија на нашите Супервештерката, Мачката и шесте волшебни колачиња и Девојче и мече, кој за српскиот пазар ги објави Лагуна. Здраво, Зоке! Здраво! Може да се каже дека мене ми припадна привилегијата да го уредувам македонското издание на книгата. И историската наратолошка матрица, која што самата по себе ми се наметна, при средбата со јунаците во неа, внимавајте на имињата. Гватемалскиот Лепенко, манџурската марчаторска глуфтарка, суданскиот Самојот, украинскиот Талкач, татарскиот Герк, кралската Кукувија. Некако уди по линијата Аристофан, Езоп, браќата Грим и Ханс Кристијан Андерсен, потоа Дизни и целата последователна револуција на цртаниот филми на стрипот, се разбира Орвел, и на едно подлабинско рамниште, зашто да не субверзивноста како книжевна постапка на Волтер и на Свифт, сатирата Остра косатар на Петар Кочики, авторот на Јазовецот на суд. Па Зоран, ќе не издвоите ли известни други, можеби подиректни историски или историографски урнеци, кои директно или индиректно влијаеле на вас за еден ваков баснословен приод кон ова дело? Па, ајде, не би сакал да ја идем сега многу да зборувам за воопшто книжевноста и со животини. Со животни има многу добри книги. Еве сега ми текнува Моби Дик, тоа ми е еден инаку од омилени романи. Ама не е ствар само во тоа колку се некои битни книшки работи поврзани со животни, отколку како се приказни со животни преведуваат во символи, во метафори, во нешто што може да важи секаде и во секое време. Односно, онака како што поготово јас тука мислев баш на некои животни кои се последни примероци од својата врста, па се уникатни, единствени. И по тоа тие се многу блиски на секој од нас, како што е секој од нас сега и нажалост никогаш повеќе, така и тие животни се заправо на мене многу интересни символи. Сега, другата ствар е што ние како луѓе, како врста, мислиме да сме над сите други створенија заради нашата интелигенција, заради нашиот разум. Ама тука мислам да треба да бидеме многу попрецизни. Ние се разликуваме од сите други само по еден вид да имаме, јас то викам, структурна интелигенција. Значи, сите животни, многи сега ќе ви кажуваат да и билките имат интелигенција, да имат разум, да комуницират меѓусобно, да осеќат ствари околу себе и животните, поготово сите, ако имат некои животни, знаат да секоја животно со газдата има однос, им прави ритуали, сами смислуваат ритуали. Тоа е оно што веројатно некој кој не познава животни му изгледа чудно, ама така е. Значи, ние сме само на онај ниво кај што можеме со структури да размислуваме и да од ним градиме нешто многу покомпликовано. Инаку ово, значи, базично, разум, интелигенција, емоции, комуникација, сето на тој ниво сите имаме. Зато ми беше интересно да тогаш најдам оние примероци кај што тие луѓе кои схватиле да животните нешто направиле што не е очекувано, поправо баш затоа ти мислеле, ти поценувале животните,
па сватиле да им тие многу помагале, морале да им дигнат споменик. То значи не е само повеќе добро, сме упознаети да се животните такви, него треба и капа да им скиниме и да им кажеме фала. Нема збор. Тоа е ниво кое што веќе е многу поинтересен, многу, како да кажем, и провокативен, ама и многу и важен. И мислам, баш затоа да е превозодно најважно децата тоа да знаат. Така е. Во интервјуто кое што гледачите може да го прочитаат на блогот на Литература МК, накусо напоменувате за инспирацијата за името на главниот човечки лик во делото, Будимир. Но колку отворичката личност на Зоран Пеневски е пресликана во Паун Цонич, таткото на Будимир, кој остава сината тетрадка со аманет до синот, како што впрочем Зоран ни ја подарува оваа книга на сите нас, да ги најде и сочува последните преостанати животни од својот вид наведени во неа. Значи колку не во Будимир, туку колку има во Паун Цонич. Нели како она учителска, родителска димензија. Ајде да кажеме, тоа е нешто што можеме да кажеме да се очекува. Ама секако треба да се размислува, може тоа е поинтересно, да сум ја и сите тие животни. Јас сум исто и глуварата која се бреца на сите. Јас сум исто и оној што вика Џерџ. А тој Џерџ е уствари, значи јас сум роден и одраснат сум тука во Панчево, не сум во Белград работам, јас живеам во Панчево. Ама целото свое детинство сите лета сум поминал во Македонија и добро знам и сигурно знаете да во секое село ќе најдете некој онај улав, некој улав во секое село кој така оди и нешто си вреска Ѓорги, како год, така да е Џерџ, уствари, то животно кој оде така и брисни без везе, уствари така некој улав, јуродив, како се тоа вика поинаку кај Достоевски. Него, викам, јас сум исто сите тие животни. Оно што не стои, требало би да се кажи на тој блог, таму јас се сликав со вашата книга пред еден споменик. Тој споменик е споменик баш во мојот град, во Панчево. И тој споменик е сега, тоа е сега оно што се вика кога се живото и оно што пишувате се помеша. Значи јас прво напишав Будимир и ретките животни, значи за споменици на животните кај што луѓето им кренеле споменик. И баш во мојот град, само што излезе книгата или тука некаде, во Панчево се деси еден случај, да еден мал јазавичар, Лео се вика, имаше, газдата незин е девојче од 14 години, и то девојче го нападна некој збудален булмастив, тоа е огромно куче, кој е побегнало од кавез некаде збудалило и нападна. И сега малиот јазавичар да ја одбрани незе, рипна на булмастив и го спаси девојчето, ама од повреди он загина. За тој храбер Лео во Панчево му е тогаш дигнат споменик. Тоа се деси, значи, баш година или тука некаде многу близко кога јас напишав Будимир. Така да не, можам да кажам да не е случајно, оти сум јас од Панчево и оти мислам така, оти тука има луѓе кои исто така многу осеќаат слично тие работи. Значи, да се вратам само на тоа. Да, јас сум некој како татко на Будимир. Јас сакам да собирам многу тие чудни работи, чудни приказни, многу тие нешта што се на граница измеѓу стварно и нестварно. Јас сум и тој смотани Будимир кој сака да има сите такви животни, сите такви работи околу себе, само не знае како да ја удоми и што да прави со нив. Јас сум исти тој што сака тие споменици на животните да им каже фала за тоа, и јас сум исто сите тие чудни животни кои се само единствени, такви какви се.
За ситуацијата со планетава и нејзиниот жив, и свесен и несвесен свет, денес не треба да се престане да се зборува повеќе од кога и да е порано, со цел кревање на свеста за нејзино што подолго зачувување. Во овој контекст, позната и веќе се попарадигматска е реченицата на Толстој, дека се додека има кланици, ќе има и боишта. А емпатијата кон се што живее, несомнено, најмногу се поттикнува преку сообразувањето на човекот со животните, повеќе преку согледувањето на нашите заемни сличности, отколку на разликите. Оваа благородна карактеристика несомнено побрзо стигнува и до свеста и до емоциите на читателот со посредство на хуморот. Со представување концепти што даваат можност за стекнување реални и реалистични увиди во стварноста и развој на вистинско разбирање и искрено сочувство, отколку со, например, некое милитантно пропагирање веганизам и слично. Колку е хуморот важен во творештвото на Зоран Пеневски? Па, еден огромен дел кај мене е хумор и то и таму кај што сум јас најозбилен. Имам многу озбилни работи кои се врзани за смрт, за убиства, за лешеви, за други грозни ствари, али без хумор не можам. И некој што дури избунува луѓето да се хумор најдува секаде тука. Али Будимир исклучиво треба да биде заправо едно хуморно, веселно приказание, ама знам исто така и многу овие подрасли кои заплачеа. А зошто им солзи тргна? Солзи им тргна од и заправо во самата приказна тие животни се препознават, најдуват свое место во еден дом за стари и секој се најдува својот пар. Таму кај што може да помогне и и да им биде убо и на животното и на новиот власник. Ма како чудни биле и то животно и тој новиот власник. Оно што е тука исто едно од тие, како луѓето сака да кажат, пораки, ама баш тој збор да е сам тој Будимир, пошто со тие сите чудни животни успеа им најдува нова куќа, нови газди, избринува, сам тој заправо со тој чин постанува зрел. Тој дел кога некој постанува зрел, тука се гледа да е тогаш кога постане одговорен за другите, односно кога брини за некој други. Тоа е оно што учат заправо луѓето од овие животни на кои ви ги спомениците. Тие животни прво бринеа и за нас, па затоа ние треба да им кажеме фала за тоа. Будимир има таа контра прича да тој постанува зрел кој утоми тие животни и разбира да е тој меѓусобен однос кој е многу важен. Тој момент многу мајки препознават и емотивно реагуваат на тоа. Така. Тоа е следната, нели, целина за која што ќе поразговараме. Покрај грижата за животните, во книгата акцент се става и на грижата и негата за лицата во поодмината возраст. А оваа добитна комбинација успева да го насмее дури и жалниот Жиле, да му помогне со римите на рецепционерот поет во домот за стари лица, зашто тој и кукувијата и ја добиваат наградата на конкурсот за поетска творба на кој право за учество имаат сите. Наведум незабележливо да обрне внимание на се понеопходното рационално користење на ресурсите, како што е тоа случај со чистењето на чиниите од остатоците од храна на жителите на домот од страна на вечно гладниот самојед. Се чини како суптилната порака на книгата дека сите треба час поскоро да го разбудиме за спаниот Будимир во себе, за да биде мир, нели, и во нас и околу нас. Одлично си тоа. Ништо не можам да додам. Се кажам што треба да кажам. Да биде мир. Ама оно што е интересно, баш затоа, на мене им беше чудно, знаеш, дали сега децата може да разберат сето тоа. Се ово што зборуваме ние. Ма колку делува да не е за деца е. И мене тоа ме радува, и стварно децата со кои читаа и со ним кога зборуваш, они навистина сето препознават. Значи,
Јас одавно зборувам наравно да е детската книжевност само за оние кои немат многу искуство со читање, само да е тоа разлика. Пишување за деца е исто како и било кое друго пишување. Ама секако баш затоа ти дојдуваш до тој ниво дали децата имат доволно информации, дали доволно знаат, дали доволно се истренирани да може да исчитат некои од тие нијанси, можат. И Да. тоа е многу добро, многу фино. Поготово, не знам дали ќе споменеме понатаму, ама многу интересна уште една ствар. Наиме, децата сакат наравно тие чудни животни, така како се викат смешно. Ама кога почнуваат и секако интересува зошто се така викат, дали има такви животни, дали се измислени скроз како било кое некое друго феникс или некое митолошко. И тогаш ја им зборувам, добра, ама гледате сега вака, кукувија постои, сега кукувија кралевска нема. Прилепак, тоа се школки, а кај мене е тоа нешто сосема друго. Самоед е куче, ама овде не е куче самоед. И така, малте се испретурани тие животни, така да не може никој да каже тоа животно постои, го има, ама кој им кажеш има слично кое е поинакво, а овакво или онакво е, тогаш им се збрка таа границата измеѓу оно што е стварно, што не е, и тоа им е поинтересно. И тогаш, баш затоа значи, и тоа оно што ја инаку многу сакам, да нестварното оди по таа ивицата толку близко на стварното, да некојаш не си ни сигурен дали е стварно или не стварно. Така. И тоа е многу интересно баш за децата. Оти тие тогаш можат многу да уживат. Може утре дентат ќе видат нешто па ќе потсети на нешто што виделе, прочитале, а не е стварно. И обратно, да нешто што е нестварно многу полесно препознат како нешто што е околу нив. Така. Па, всушност, тоа е на некој интуитивно ниво, некои понатаму феноменолози, како Гадамер, например, кој што става акцент на играта и на игривоста како категорија. Самата книжевност, ако ја нема димензијата на играта, на интересноста, нели, нема зошто да те привлече да ја земеш таа книга и да прошириш понатаму. Супер. Има уште нешто тука, видиш, самата идеја на крајот, значи, оно што Будимир завршува, а тоа е навистина споменик на кнез Михајло од Белград. Тоа решение кое Будимир најдува како ливче во тој нотес од татко му, ајде кажеме да е моја конструкција. Значи, никој то не е никаде ни споменувал, нити размислувал за тоа. Тој коњо има име. Али сите овие точки кои се наведени на крајот се точни. Значи, се е вистина, али само не е вистина да се тој кон на вистина викал така. Али сите кои знаат сето тоа, не можат да кажат да не се викал така. Да. Знаеш, така да е тоа е заправо, да кажам, некако и ултимативно за книжевност, која оди пак по блиската страна на вистина на историјата. Значи, се е точно, а не можеш да кажеш да не е точно. Да. Веднаш ми текнува на онаа возбуда. Значи го паметам јас тоа време кога чекавме пред зелените трафики, нели? Социјалистичките зелени трафики, Политикин забавник. Рубриката Веровали или не? Дали е излезен новиот Загор Тенеј Блек Стена на помала возраст. Малце кога подпораснавме, читавме Мистер Но, па Дилан Дог. Па кога свативме нешто друго, почнавме се повеќе да го чекаме Алан Форд и така натаму. Значи, што мислите со овие нови дводимензионални платформи? Дали се губи нешто од таа магија, од тоа исчекување, кога е се достапно, а всушност ја нема онаа димензија на чекање? Па не. Пази, никош ништо не се губи.
Тоа е оно што вика, дали електронската книга ќе испрели папирната. Не. Не. Папирна ќе стои исто како што и електронска. Па кој сака нека бира. Дали се изгубило чекањето и сега е достапно? Не. Исти се луѓе. Оние кои чекале тогаш, чекат и денеска нешто друго. Јас чекам серии. И милиони нас чекаме серии. Па не знам дали кај да се вика, кај не се вика да тогаш бинджуваш. Да сачекаш цела сезона, па седниш и 10 епизоди гледаш одеднаш комплет. Или ако не е, чекаме сега, гледам една серија, чекам 8 епизода кога ќе окачат, никако да дочекам. Така. Не, се чека. Еве, ајде да кажем пак и од своето искуство. Јас сега работам баш серијал, мада тоа уствари една приказна, само е во 6 книги, Океан од папира се вика. Во Лагуна, тој е деца најпојче го читат од 10+, мада е за сите и за не може и било кој да чита. И 2 книги се до сега излезени и пак имам луѓе кои викаат ама кога ќе излезе третата. Да. Така да не е. Тоа е само до оние луѓе кои нешто се закачени па се чекат или не чекат. Да. Се е исто, се секојаш исто. Да, тоа е она стара шизма, нели, помеѓу формата и содржината. Да. Значи, ако те тоа исто, знаеш, кога се појави филмот, тогаш зборува, нема што да се пишува, нема што да се оди во театар. Кога се појави телевизија, кој ќе сега оди во биоскоп, кој дома го имаш. Кога се појави компјутер, што сега значи тоа? Не гледаме телевизија? Не, гледаме телевизија. Те исто, само се појавуваат нови облици, нови варијанти, зависно како кој живе и да изабери што му повеќе одговара. Така е. Јас многу читам стрипови, секогаш сум читал стрипови и денеска. Да, се познава. И, знаеш, јас сакам да купам стрип, ама да би не можам да купам се што можам, па електронски исто така собирам и електронски, ама и купувам, нарачувам од иностранство оние кои сакам да имам баш како книга. Така е. Супер. Нешто да ни кажеш за идните планови, книги, проекти? Што се планира, освен Океанот папир? Па, Океан ми е најинтересен. Третиот дел е во печат, очекувам тој скоро да излези. Четвртиот дел е готов, него малце да го дотераме и тој може многу брзо да излези во печат. А петиот и шестиот дел се тука некаде, треба само Душан Павлич е исто илустратор за Будимир. Да. И Душан е, јас мислам, еден од најголеми илустратори. Па можем да кажам на Балкан. Знам, добро пратам се што се случува. Кото кажувам, мислам и на то колку има нацртано, колку стилови тој има и со кој квалитет он работи и живеи се тоа што црта. И со него ми заиста Соработката е супер. Работиме, имаме и два друга стрипа. Значи првата соработка беше стрип Филип и Олга, Книшки мујци. Тоа се маж и жена кои јадат книги, значи како ние инсекти мали што јадат книги и навистина зборуваат тоа што има во книги. И тоа има 100 вицеви од еден каиш па до цела страна и многи, мислам, нема кој не е, ајде да кажем, одушевен, но тоа е нешто нака ново. А потпуно на другата страна, и тоа е исто, ајде да кажем, волшебно, оригинално, и сите сакат го Исидор и нелюдските биќа. Тој е едно мало, како Джерџа, ствари, односно едно мало, како, не е слепи миш, ама нешто така, и он само знае да каже Исидор, само знае своето име да го каже, и он живее во некој имагинарен свет, кај што нема луѓе, и секој стрип има 4 слики,
50 такви има стрипови и фактички секој тој стрип од 4 слики е мали есеј, буквално. Значи, тој е на граница помеѓу гег стрип и визуелни есеи, буквално. Да. Есеистиката во било која форма недостасува. Мислам, ова е моје мислење. Есеистика многу недостасува. Да. Во секој сегмент. Па да. На мене лично, ајде да кажем, на мене ми филозофија недостасува, ама можам да разберам каде е она расплината во некои други работи. А есеистиката најповеќе страда од новинарска критика, односно од новинарска колумна и блог. Така да луѓето поправо не знаат точно што е есеј, тој дел е малку замаглен. Али права есеистика, добра есеистика секаде е, има место секогаш. Да, се разбира. Супер. Значи, ова е книгата Будимир и ретките животни. Чека да видиме вака. Ете. Достапна е во сите книжарници на Литература МК и онлайн преку www.literatura.mk. Мене ми беше огромно задоволство што поразговаравме. Се надеваме на идни соработки. Каналот е отворен и ќе останеме во контакт.